Охис почна со работа, но со пробно производство. До крајот на месецот ќе се произведуваат бои, лакови и детергенти. Вработените во фабриката се уште си ја чекаат јануарската плата. 250 вработени во Охис пробно го рестартираа производството во 2 погони во фабриката, која официјално треба да започне деновиве. Активни ќе бидат капацитетите за производство на детергенти, бои и лакови за да се обезбедат пари за јануарската плата. Од синдикатот прифатија да рестартираат дел од производството, откако раководството не успеа да обезбеди пари за да ги исплати работниците. Велат дека преостанатите плати ќе чекаат да им се исплатат по ребалансот на буџетот, како што им беше ветено од владата. Не може да го испочитуваат тоа да добијат позајмица за исплата на платата, каде што требаше да продадат некои несушински делови на Охис за да се обезбедат пари. Тоа не им успее, не знам тоа, они си знаат најдобро менаџерскиот тим кои се прешките што не може тоа да го испочитуваат. Од раководството пак велат дека веќе од утре ќе почне исплатата на платата за јануари, но предупредуваат и дека тешката финансиска состојба на Охис уште повеќе се влошува поради честите тужби на работниците. Минатата година имавме појава на масовно тужење, тужби кои сега стануваат, нели, добиваат своја завршница, стануваат правосилни пресуди и да спомнам само дека се работи за околу 1000 тужби од страна на вработените, тоа во пари се нешто околу 3 милиони евра. Значи, со тоа Охис не може да се справи во моментов. Шестиот поред тендер за продажба на Охис трае уште 10 дена. Работниците се надеваат дека конечно ќе се најде инвеститор кој ќе обезбеди финансии и редовно производство. Тендерската документација ја подигнаа 4 компании кои се во постојан контакт со раководството на Охис.